Ајде, добро утро, друштво. Сато е 7. Моментално се најдувам во Рига, Латвија. Температурава е околу 18 степени. Беше уште пооблачно, ама се развреди малку. До сега во животов сум престојувал во повеќе од 100 хотели, хостели. Меѓутоа, овој хотел или хостел или не знам како да го наречам, е еден од најуникатните досега што го имам видено и престојуван. Секој пат кога ќе влезам, секој пат буди насмевка во мене. Видете. Значи ова се комбина кои се поставени во овој простор кој порано бил склад и се направени така да буквално изгледа исто како хотелска соба. Значи дури ги има и останате и волан, и табла, и можеш буквално да седнеш. Видете го ова како е средено. Фантастична идеја и пол, значи. И верувајте, поубаво се немам наспијано цело патување. Уникатно искуство, поприлично интересна идеја. Како му истекнало на ова, лалда му. И еве овдека има и нешто интересно, односно сите посетители остава порака и исто може да става топовче од кајсе. Еве гледајте, за нашава територија пишува Александър the Great, односно Александър Македонски. Тоа е тоа. Сега полека се движиме. Само треба да се облечам, другото се е спремно. Денеска имаме неколку места за посетување и се гледаме поп. За малце че да заборавив и мапата. Значи, вчера тргнавме од Талин, овдека ја поминавме границата со споменикот и стасавме во Рига. Сега шо е планот за денеска? Планот за денеска е да стасаме до овој градов Липажа и после одиме во Каунас и финално во главниот град Вилнјус. Некаде околу 500 километри за возење. Еве не официјално тргнуваме од Рига. Рига, главен град на Латвија. Собрајчајно поприлично иста со Скопје. Тотален хаос. Семафорите тотално несинхронизирани. Многу лути возачи. Се кара, свира на семафор и така натаму. Иначе и Рига исто како и Талин. Многу интересен град, со многу историја, многу убава архитектура. Го препорачувам на секој да го посети.
Дури може да се направи добра авантура, наједнаш да ги посетиш и Италија и Рига, заради тоа што се екстремно блиско. Најмногу од се ме бенди са музејот на КГБ. Меѓутоа, искрен да бидам, јас очекував нешто друго. Очекував не знам, шпиунски уреди, успешни мисии. Очекував некоја Джеймс Бонд страна на КГБ. Меѓутоа, наместо тоа ја добив темната страна на КГБ. И исто така научив многу историја за целиот овој балтички дел. За ова зборував. Тотален хаос. Овде нема поминување. Еве нешто интересно од Латвија. Сега влегуваме во населено место. Е него градот како се вика Изнако. И ти треба сам да знаеш овдека дека брзината се намалува од 90 на 50. Патем речено, нигде не знаеш колку е дозволено. Google Maps дава 70, по 25 километри иди знак дека уствари е 90. Возиш 90, буквално на полна линија те поминува коли. Па дури еден шлепер ме помина на полна линија, па дури прсто ми го даде. Поприлично се незгодни возачи беве, го видовте овој. Воопшто не те ни запреметува дека си тук. И нон-стоп има камери. Нон-стоп. И сум поприлично сигурен дека една ме ловна 100%. Меѓутоа тоа ќе видиме на граница или кој ќе излегувам од Европска Унија. Од сите земји што ги поминав, Латвија најтешка за возење. Еве и овде во Латвија, скоро покрај брегот ќе стасаме. Има ветерници, но овие се
далеку помали од оние што ги гледав во Германија, Данска, Норвешка. Времево не е баш најсјајно. Цело време малце подроснува, па прекинува, малце подроснува. Неколку пати зажалив што го кладов и што го слеков кишното одело. Па сега, коно сам само горниот дел, панталоните не ги клавам. Еве не дечки, стасавме во Кароста. Сега да видиме што има местово да понуди. Мислам дека треба да извозиме малце и офроуд, да. Лошо. Местово е фактички таен град, за кој луѓето од Литванија не ни знаеле дека постои. Бил направен пред Прва светска војна од страна на Советскиот сојуз и овдека живееле руски војници со целите своји фамилии. Целта била да се одбрани обалата на Латвија од приморски напад од страна на германците. Значи сега одиме да ја видиме обалата. Би требало да има многу бункери кои што после Прва светска војна, кога си заминувале русите, ето го разнесли. Штета што е времето не е убаво. Меѓутоа, ајде да видиме. Имаше знак. Ова е едно опасно подрачје во моментов. Сепак овие објекти се постари од 100 години. Па заради ерозија, сепак овде долу е морето. Па заради ерозија со текот на времето се слизга на кај морето. Еве овде ми е. Само видете арматура на колку е дебела. А зидовите се сигурно метро и пол сека дебел. Ова би било отлично место за кампување овдека. По овие патекиве налево има скриен нуклеарен бункер
меѓутоа неам време да го барам, таму не се вози со мотор. Сум по моторџиски чизми, кои што не се многу удобни за одење по вакви места. Добро, знам дека ова не е за секој, нема да го бенди со секој ова. Научивме малце вчера во музео на КГБ историја од Втора светска војна. Денеска ете видовме што се случувало во Прва светска војна. Мене вакви места ми се интересни. Сега продолжуваме понатаму. Одиме треба да влезиме во Литванија. Прво одиме во Каунас, па после во главниот град Вилниус. Неколку километри од границата измеѓу Латвија и Литванија. Значи денеска ќе поминеме во Литванија. Ајде да видиме таму дали ќе има било каква контрола, мада да не ми се верува. Ева друштво, добре дојдовте во Литванија, која е 11-та, 12-та држава на авантура. Вика дека има камера, а колку е дозволено, не знаеш колку е дозволено. Да, на табли не пишува 80 и така натаму, ама овдека горивото уште поевтино од претходните држави кај што бев. Односно евро и 55 центи. По географија и пејзажи Балтичкиве земји се многу слични. Значи попат жито, пали со сено, шуми и во принцип нема некоја разлика голема измеѓу овие три земји. Та приказна како во Латвија. Еве излеговме на некој пат. Нема знак за автопат. Буквално и сега колку е дозволено? Колку смееме да возиме? Магистрален е патов, автопат е. Многу лошо. Многу лошо. Искрено не знам. Само ризик за казна ова. Некој вози 80, некој шиба 100 и кусуро. Значи толку се штеди на знаци за брзина. А ова само за казни да пишува, ништо друго.
Еве, дечки, стасав на следната дестинација. Се најдувам некаде на периферијата на Каунас. Дојдов на уште едно битно историско место од Прва и Втора светска војна. Ова позади мене е првично бил затвор во Каунас, изграден во некаде почеток во 1900 година. Првично бил користен како затвор од страна на Советскиот сојуз, а во Втора светска војна бил користен од страна на германците, одnosno нацистите, како концентрационен логор. И овдека се убиени повеќе од 50.000 луѓе во војната, односно евреи. Сеќава овдека дека воздухот трепери. Во 1994 година е изграден овој споменик во чест на сите жртви од нацизма. Се најдува одма пред затвора и представува 3 скулптури високи 32 метра и символизира болка и надежд. Тоа беше уште едно историско место посетено. Денеска таков е денот со морничави приказни и места. Меѓутоа тоа е дел од историјата и мораме да се присеќаме на такви работи. Сега возам на кај финалната дестинација за денеска, а тоа е Вилниус. Можно е да имам мал проблем таму, само што видов дека таму кај што имам букирано ми има пишано порака дека немале слободен паркинг за денеска, што е нефер од нивна страна. Ако пишува дека има паркинг и јас сум букирал, значи очекувам да има паркинг. И ќе видиме што ќе се случи. Мада да мислам дека ќе погодиме работата, пошто се работи за мотора, не за голема возила. Искрено сум дебело изнервиран.
Меѓутоа, јас сум крив за целата ситуација. Се изложав 22 евра хостел и на крајот немаше паркинг место, пошто било со резервација. Дрн јарина, убо напишав дека ќе ми треба паркинг место и на крајот ќе ми излези поскапо за паркинг за Кармен отколку јас ќе спијам, ко уште една соба да сум платил. Али тоа е тоа, шо е тоа, не дозволуваме вакви работи да ни го расипа расположението. Еве сме сега во Вилниус, заминуваме и то брзо заминуваме за музео на парите, односно музео е од Националната банка на Литванија, поприлично кул место и после ќе видиме што ќе правиме, пошто дека сум дојден буквално без план. Фактички место е колекција на монети и хартиени пари. Буквално ги има од цел свет. И еве овде нешто интересно да ви покажам. Го има и македонскиот денар. Мада да овие се вика од 2000 до 2003, значи ги нема новите пари што излегоа пред некоја година. Интересно музејче, поприлично не секој ден. Ајде да видиме друго што има. Tokiu atveju buvo daug, gyventojai skundėsi. Bet valdžia nusprendė, kad reikia greitai pinigus iš užsakė tokios medžiagos. Jie lygiai taip pat sprendė tą problemą, kaip ir paleisti paskutinius pinigus blokuotis. Tiesiog Silvijos Maratonas labai nesustos, jo pradėtų. Ето тоа е колички, толку од шетањето во Вилниус. Денеска сум преуморен. Сега одам во хостел да се средам. И утре продолжуваме за Варшава. Гледано. Еве, по ваков пат влегувам во Полска. Буквално сега само што имаше знак дека сум влезен во Полска. О, мајко боја.